Не оти чинел лакрди со Бога, да знае кога ќе биде. Чита Александар Станојков. Еден цар имал еден дервиш покрај себе, што знаел што прави Госпо и друзи работи на веков. Му текнало еднаш на царо да посака еден човек од Патрико да се борат со дервишо. Кога чул Патрико тој збор, многу нагајле паднал. Секај што одел, замислен одел. Пуштил измеќаро да го свика Мезличо, да му кажи Патрико што човек сака царо и завчас го собрал. Му кажал Патрико што човек сака царо, арно ама никој одговор не можел на тој збор да му дај. Кога види измеќаро од Патрико, оти не можат крај да најдат за таков човек, му се моли на Патрико, на Мезличо, него да го пуштат, џуап да му дај на дервишо. Јок бидуа, јок не бидуа, најпосле го пуштија. Одење измеќаро кај царо и се ставиле со дервишо за да се лажат. Сопрво, дервишо почнал да му прави со ишарет со раката, со растворени прсти на угоре, како да излегува нешто од земи. А пак измеќарот од Патрико и тој така му направи со прстите од озгора на удолу, мислејќи си оти дервишо сака да кажи вари некое тенџере и тој му клавал капако. Ебре каурче, го прашал дервишо, што сакам да ти кажам со раката? Знам јас што сакаш да кажеш, му рекол измеќаро, ама ти кажи си твоето, јас ќе си кажам моето. Јас ти кажав, оти се што се раѓа од земи, од Бога е, му рекол дервишо. Вистина тоа сакаше да кажеш, дервишадус баба, му рекол. А пак јас ти кажав, оти ако Госпо не пушти дош од озгора, нема да порасти беричетот. Кога чу тоа нешто царо, браос му рече на измеќарот од Патрико. Посакал дервишо млеко и леб и му даде на измеќаро да дроби и тој леб во млекото. Дробејќи измеќаро леб, си и правил мошне мали залазите и си и броел. Таман посркале по 5-6 лајци и му вели дервишо на измеќаро. Знаеш каурче оти Госпо сега јади леб и млеко? Ни јас знам, ни ти знаеш дервиш баба, му рекол измеќаро и го удрил со лајцата по рака. Зошто мааш бре каурче? Му рекол дервишо. Што ти сторив ја, кажи ми да чујам. Како што ми стори бре дервиш баба? Му рекол измеќаро. Кога ми јадиш залазите мои, ти залазите не знаеш кој се твој да ја јадиш, а да ќе знаеш Госпо што јади. Кога чу царо и тој збор од измеќаро, Ашколсун му рекол и голем бакшиш му дал, а пак дервишо го истерал сурук леме.